Многу прашања, малку одговори. Никој ништо не знаел за случувањата на онкологија. Поранешни и актуелни министри во ресорот здравство, МВР, Малмет и Фондот за здравствено осигурување. Ниту еден не даде конкретен одговор дали имале некакви сознанија за криминалите на онкологија и дали некој ќе понесе одговорност. Анкетната комисија најпрво побара отчет од поранешните министри за здравство Венко Филипче и Беким Сали. Скандалозно за нив е тоа што, како први луѓе во здравството, не знаеле за като системот. Јас сум дал предлог като системот да се воведе. Ако сум дал предлог, тогаш ќе сум го имплементирал, заради тоа што сум бил министар после тоа. Значи, апсолутно не сум бил запознаен со ништо на клиниката за онкологија до тогаш. Жал, во периодот додека бев министар за здравство, немав информација за постоење на таков еден систем. И покрај многу бројните сведоштва на онколошки пациенти, дека сите наводни малверзации со терапиите се случувале во негово време, сепак поранешниот директор Нино Васев имаше ладно сведоштво. Никој не ме штител, последно што ме штител, знам татко ми кој бев мал, а за штитење прво не сум член ни на една, не сум ни у група, партија, бев најстар на институтот доктор Тош. И Таравари ме избра за директор, не ова. За разлика од Васев, актуелната директорка Клисаровска, емотивно и низ солзи, сведочеше за очајната состојба во која е клиниката во моментот. Недостатоците на лекови, целата таа ситуација на клиниката ме става и како човек, и како лекар, и како медицински директор под голема морална одговорност. Пред комисијата сведочеше и министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Тој откри дека 7 лица се осомничени и се водат истраги за нив. Иако пак првиот обвинител не откри ниту детал, дури ја искара комисијата дека не требало да биде испрашуван. Се повеќе сум уверен дека не се работи за грешка, туку за излегување од надлежностите на собраниските тела со цел да се наруши предистражната постапка која води. На последниот ден од анкетната комисија претседателката Рашела Мизрахи порача вистината за канцер мафијата да се дознае и побара ова собраниско тело да не заврши со својата работа, туку да бидат продолжени нивните надлежности. Барањето на Мизрахи доаѓа по наводи на лидерот на ВМРО ДПМН дека на клиниката се уште има злоупотреби на грбот на најтешко болните. Овие нови сознанија за случувањата на онкологија ја наметнува потребата да се испитаат сите нови информации и да се продолжи рокот на работа на комисијата и да се прошири опфатот на периодот на кој таа се однесува, вклучително и тековниот период од април 2023 година. Ако не биде продолжена работата на анкетната комисија, ова собраниско тело има одреден рок да донесе заклучоци и да се утврди дали и кој треба да понесе политичка одговорност.